Здраво и од мене. Ова е првата емисија Магазин по онаа недела на жалоста и по огромната трагедија која што ни се случи. Чувствувам одговорност, но и потреба да изразам големо сочувство до сите оние загинати, до сите жртви, многу сила на нивните семејства, на блиските, на целиот народ, би рекол, бидејќи ова е навистина една огромна колективна трагедија и огромна травма која што допрва ќе излегува на виделина. И нашите молитви се кон сите оние кои што се низ болничките соби. Веруваме дека сите од нив навистина ќе бидат добро и дека нивниот живот ќе продолжи во една нова насока, односно нивниот втор живот, ако може така слободно да кажеме. Може би не сме навикнати да бидеме толку сериозни, иако сериозно пристапуваме на сите теми во оваа емисија, но верувам дека денешната тема и тоа како ќе ве заинтересира, затоа што ќе зборуваме токму за траумата, за сите оние работи кои што не поврзуваат нас како луѓе, за тоа како да се справуваме во ваквите моменти и едноставно како да продолжиме. И мојата гостинка и јас денеска имаме дополнителна одговорност за секој збор кој што треба да го кажеме и морам да кажам дека после 15 години работа на телевизија, денеска имам чувство како да ми е прв работен ден. Зошто и како веројатно и Марина Анчевска ќе ни објасни, морам да потенцирам дека Марина е меѓународно лиценциран системски коуч и НЛП мастер тренер. Добро ја знаете, бидејќи е активна буквално на сите страни. Марина, добро утро и добро ми дојде. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Секако, јас исто како тебе, Валентин, чувствувам баш во овој момент огромна одговорност за тоа што сме денеска тука заедно, за тоа што ќе го споделиме. Секако најпрво огромно сочувство до сите засегнати во оваа трагедија, во оваа колективна травма. И да, целиот тој процес кој што е започнат пред една недела, нели, кој што нема ни да заврши, затоа што тоа е нешто што трае доживотно, што ќе го носиме сите во нас, во нашиот нервен систем. Така да се надевам дека овој разговор ќе донесе една мала не светлина, туку нешто ќе отвори дали некакви други прашања, дали некој процес и за тоа чувствувам навистина одговорност за тоа што јас и ти денеска тука ќе го споделим. Денеска некако сите сме во размисла како ќе биде од денес. Што ќе се објавува, како ќе се функционира, има нелагодност, има тага, има бес, има гнев и сето тоа е некако испомешано кај сите колективно. Не сакаме да знаеме како е тоа кај блиските и семејствата во кои што се случи оваа трагедија. Што од денес? Да, еве интересно, доаѓајќи наваму во кола, уклучувам радио, све си е исто, музика, реклами, и се прашувам дали навистина животот продолжи. Да, животот продолжи, меѓутоа тоа што си има случено не се заборава и не е поентата да се заборави. Тагата треба да се искаже, трагата треба да добие признание, но најважното во вакви моменти кога се случува ваква колективна травма или било каква индивидуална травма, најважно е признанието на сторителите. Признанието дека е направена грешка, дека е направена катастрофа. Кога тоа признание ќе се одаде, тогаш тагувањето добива друга димензија. Меѓутоа се прашувам дали за оваа колективна травма некогаш ќе се одаде признание. Тоа во превод значи кога виновникот ќе биде казнет? Не, ако може така да се каже? И тоа секако, меѓутоа ние сите сме виновни за ова. Нема еден виновник. Ние сме сите виновни и ние сите треба да ја признаеме оваа огромна катастрофа и грешка. Како тоа се прави? Тоа се прави не преку барање постојано виновник, не знам кој е, каде е, што е,
туку и тие што се над тие виновници треба да одадат признание дека не е било однесувањето коректно, не се правило по правила и прописи, значи некој треба да ја признае грешката. И тоа дава некаков мир, затоа што, еве, ако земеме и со Тоше Проевски, колку се уште живее тоа прашање, така? Како тоа се случи, што се случи? Уште постои тоа, не е признаено, не е објаснето, не е... За се е така во живот. Сите ние луѓе кои што умреле во болница поради, нели, нешто се случило, па не преживеале или не знам. Сите луѓе трагаат по одговор и трагаат по признание. И тоа е всушност најголемото нешто што сега во овој момент е потребно. Така, она што го кажа пред самата емисија кога разговаравме, кога спомна со Тоше кога ќе се слушне некоја негова песна, например Игри на граници, и викаш се е нормално, ама кога ќе ја слушнеш песната, застанува пак. Застанува. Затоа што те враќа на конкретно на тој момент. Нели тоа не е нешто што поминало колку години веќе изминале, ќе се случили, односно се случили, тоа истото еве и со Ако утре ме нема, песната која што ако од сега па го анализираме, текстот е толку многу емотивен, што нели, и тоа е нешто што дури као предвидувачки, значи неверојатно, Тоа е затоа што можеме едно мало појаснување да дадеме дека траумата е физичка реакција на некаков настан кој што ние го доживуваме како опасност. И сега тоа, ова е траума со големо Т. Значи има и траума со мало Т. Траума со мало Т може да биде и релацијска траума, например, недоразбирање, конфликти, кои што некој, неговиот нервен систем, тоа го доживува како онака закана за безбедност. Меѓутоа, ова е траума не со големо Т, со огромно Т, затоа што е колективно. Засега не само луѓето кои што се вклучени во траумата, кои што ги имаат изгубено децата, меѓутоа очевидците, полицајците, значи луѓето од брзата помош, значи сите очевидци, ние што сме вклучени, што гледаме на телевизија, се е тоа колективна траума. И директно и индиректно вклучување. Едноставно не може да излезеш од кругот кој што велиш. Тоа е цела мрежа, која што е заплеткана буквално. И сега, еве, јас затоа и ова го донесов. Например, ние пред траумата, пред Кочани и сите тие луѓе што беа вклучени, можеби сме живееле вака отворени, слободно, нервниот систем не бил можеби толку на штрек. Кога се случува траума, се затвара. И сега замислете колку време ќе треба за ова повторно да се отвори. Меѓутоа, прашање за тие што имаат доживеано нивните деца, што се починати, дали некогаш ќе успеат да се отворат. И можеби ќе успеат затоа што таа загуба, јас ја објаснувам како дупка, црна дупка во душата. Значи, таа црна дупка никогаш нема да се смени. Тоа нема да се пополни. Нема да се пополни, меѓутоа ќе расте живот околу. Сега, колку се луѓето во можност, нели, колку време ќе треба да почне да расте живот околу, тоа е цел процес. И да порасне живот околу, се случува некаков тригер. Песната на Тоше да го вратиме. Ја слушаш песната на Тоше, значи, израснал живот околу таа дупка, ја слушаш песната на Тоше, пак пропаѓаш внатре. И сега, тоа е цел еден процес и тоа апсолутно само психолошки не може да се намени. Преку разговор, преку, не знам, некако нешто правење, не. Затоа што, како што реков, траумата е реакција на телото. Значи, траумата се надминува преку телото, не преку разговор.
На кој начин тогаш преку телото може да се помогне во овие ситуации? Прво и основно, кој ќе се случи некаква траума, ситуација која што е ние ја доживуваме како закана, ние веднаш во тој момент, заради заштита, нашиот мозок, нашето тело има одбранбен механизам заради заштита, нели? Ние веднаш во тој момент креираме дел од нас кој што го нарекуваме кој што има стратегија на преживување на траумата во тој момент. И таа стратегија... Тоа инстинктивно, веројатно, му доаѓа на самиот човек, тоа е, значи, дел од нашиот систем, одбранбен механизам. И тоа може да биде некој во тој момент кој ќе доживее, нели, тоа го викаат специфичен емоционален ивент, significant emotional event, доживува нешто што неговиот нервен систем го доживува како закана, опасност, или бега, или смрзнува, или се повлекува, или се бори. Значи, тоа се најоснов, тоа секој може да прочита секаде, да види дека тоа се нашите стратегии на преживување. Сега, кога ние разговараме со некој, ако сега, например, разговараме со некој што е засегнат од траума, јас треба прво како стручно лице да ги знам тие стратегии на преживување, меѓутоа не само од книга. Туку да ги имам и јас физички, искуствено поминато, за да можам да препознам, пошто клиентот не ја знае таа реакција, можеби, да ја препознам кај клиентот, не само научено од книга, значи кажувам искуствено поминато, за да можам преку нервниот систем на клиентот да препознам која е неговата реакција. А нервниот систем како реагира? Преку телото. Нели? Праќа информации на телото, што значи ако некој има стратегија, да кажеме, на смрзнување. Сега да кажеме во обичен конфликт. Конфликтна ситуација. Така? Например, јас и ти почна се караме, ти почнеш мене да ми викаш и ме гледаш мене дека јас не реагирам. Ти може би си мислиш, види, се прави важна. Нели? Да, може така да се перцепира. Да, ме гледа, чудно, кој знае што си мисли. А јас може би имам стратегија на смрзнување. Во тој момент... Тоа е несвесно. Несвесно, тоа е несвесно. Мојот нервен систем во тој момент доживува закана и јас, поради минати искуства по мојот живот, нели, нешто што ми се случило, релацијска конфликти едно друго, јас уствари смрзнувам во тој момент, што значи овако срцето почнува брзо да ми чука, телото се припрема, дали ќе нападне, дали ќе избега од конфликтот, дали ќе направи нешто за да го избегне конфликтот, ама е смрзнат. Дали е ова онај момент кога ќе се речеш не бев спремен на таква реакција и не знаев како да изреагирам? Да. И сега тоа е еден обичен конфликт. Меѓутоа, за многу луѓе тоа исто има напад на нервниот систем. И сега тоа, ако не научи техники преку телото да се препознае како телото негово реагира во... Само збориме за конфликтна ситуација, замисли за ваква колективна траума. Какво неговото тело реагира, тој никогаш нема да знае што му се случува и секогаш ќе биде ти си тој што мене ми правиш ја да се чувствувам вака. Значи, затоа и ние како тренери, психолозите, психијатрите, терапевтите, коучевите, мораме да имаме познавање на соматска терапија. Значи, телото како реагира, системот како реагира кога се работи колективно, бидејќи се е тоа поврзано. Телото и умот се поврзани. Така, твоите објаснувања се дека поради сериозноста и заглавеноста која што луѓето ја имаат во одредени ситуации, па еве и во овој момент, дека многу тешко може да го видат решението. Па нормално, затоа што... Колку време треба за... Тоа е индивидуално. Индивидуално. Да, прво исто зависи како бил животот претходно, затоа што ние имаме своја временска линија, на која што во минатото се случувале разни настани во животот. Секој се соочил со предизвик, со некако вид на траума. Сега, ако ние тоа не сме научиле механизми како да се носиме со тоа, секој следен настан ќе биде повторување на реакциите од минатото.
а сосема друг контекст, сосема друга ситуација, меѓутоа повторување. И затоа не може да се каже на колку време ова може да се изрече. Нема дефиниција за ова. Се е индивидуално. Исто како и реакцијата. Се зависи од реакцијата, се зависи од свесноста, нели? Меѓутоа во оваа ситуација, за овие луѓе, за овие родители, за овие браќа и сестри, сега не им треба работа на себе. Сега им треба признание на тагата, прво. Не за чабе вика 40 дена, нели? Тоа не зачека за 40 дена ќе заврши. Ќе помине така. Тоа сега е фаза на искажување на тага. Некој можеби во себе ја процесира таа тага. Некој можеби има потреба да искаже преку лутина, преку бунт. Некој има потреба да искаже, значи, со најблиските. Значи, тоа треба да се даде сега простор за таа тага да биде видлива, да биде искажана, да го најде своето. Веројатно и не треба да реагираме на било какви реакции на сите останати, затоа што секој од нас на различен начин ја искажува тагата. Те прашав со оглед на твоето искуство до сега. Како ти се справи со целата оваа ситуација? Ми велиш, јас сум гневна. Да. Види, да, апсолутно. Кај мене ти си целосно свесна, нели? Ти ги имаш и техниките, и искуството. Кај мене се појави лутина, се појави гнев, се појави чувство на безпомошност, затоа што ова не е трагедија само на тие семејства, ова е трагедија на целото општество, на целиот систем. Сторители сме сите, сторители е целата наша исто неодговорност, невклученост, реактивност, значи проактивност, ова не е од сега, ова е со години. Ја мислам дека, таква е моето чувство, дека ова не е ни последно нешто. Ако сега не се направат промени, затоа што ова не е резултат само на еден пожар, од кој да е причин да се случил, туку е резултат на многу други слоеви и ова ја што го опишувам на втор начин е ова, дека не можеш да гледаш ако е ова пожарот, дека само тоа е проблемот, да видиме што е пожарот. Мораме да гледаме... Тоа е само едно алче од сите останати. Поврзаност, целиот систем. И најжално е што ние во Македонија решаваме последици, а не гледаме причини. Како ние дојдовме Не превенираме. Не превенираме, да. Затоа што јас се сеќавам во мое време, јас кога оде во школа, ние имавме вежби за превенција, ако има нешто, пожар или нешто се случува, евакуација, како да направиш, прва помош, како да дадеш. Тоа воопшто го нема. Тоа е превентивно. Значи, како ние, уствари, некоја ќе се случи нешто, ние во страф и паника да бегаме, туку како може да интервенираме. Да сме, нели, она што викаш, приземјени во моментот, за да можеш да направиш некаква промена. И да, кај мене имаше тоа, лутина, гнев, тага и на мој начин, нели, јас некако пробувам да се носам со ова, затоа што чувствувам некогаш и немоќ, како што можам јас во ова да направам. Јас еве 18 години работам на личен развој. Цело полнолетство. Да, поминати се многу луѓе кои што имаат надминато различни процеси, животни процеси и загуби на блиски луѓе, на дете, значи травматични искуства. И викам сега, да, тоа е мала маса на луѓе. Меѓутоа викам, вау, како ние да допреме до она што навистина ќе донесе некакви промени на долгорочно ниво, затоа што овие генерации сега што, нели, што се во екот на она на себе формирање, на себе истражување, се сочуваат со такви травматични искуства, не е ова само едно, нели, што е прашање, ако тие млади луѓе не добијат соодветна поддршка, не знам тоа како ќе се одрази во иднината. Точно ли е тоа дека доколку сме дел од оние собири на некој начин на колективна тага, дека тоа е дел од процесот за како да ни помогне во целиот овој процес? Јас во оваа ситуација, значи со сите што се засегнати од траумата,
не би работела индивидуално, туку би работела групно. Групни, значи работилници, меѓутоа не сега, тоа понатака, кој ќе, нели, помине исто тој процес на шок, нели, тоа е апсолутен шок што го доживува, тоа е огромен напад на нервниот систем, значи затоа што групната динамика е поефективна отколку индивидуалната и би работела само со тело, значи реакциите, телото, искажување. Затоа тие протести се многу добри, меѓутоа е многу значајно тие што со другата страна на протестот, што исто треба да бидат присутни полицијата за да не ескалира, нели, каква е нивната невербална комуникација. Затоа што тие луѓе што сме од оваа страна, кои што даваме почет, не сме ние во протест, нели, таков физички протест, меѓутоа што даваме почит, кога ќе видиме лице од другата страна, кое што е намрштено, ти имаш чувство дека немаш признание. Значи, тие луѓе што се од таа страна, исто и за наша заштита, да не ескалира, тие треба да ги гледаат луѓето што се во протестот со емпатија. Тоа веќе е индивидуално? Па, тоа треба да има наредба, не треба да е индивидуална совест и свест. Затоа те прашувам, дали... Да, Дали? Тука веќе прашањето е комплицирано малце. Да, меѓутоа тоа е многу важно, затоа што ние сме сите заедно во ова. Не сме ние оваа страна и таа страна. Ние сме сите засегнати во ова. И сега на сите нас ни треба емпатија. Ни треба емпатичност и сочувство. Тоа е исто како во едно семејство. Ако родителите немаат емпатија и сочувство спрема децата, какви деца ќе бидат тие? Значи, така и во ова општество. Тоа на што се пренесува, нели, од генерација на... Компанија исто. Да, ако имаш неемпатичен, вакво лидер кој што нема емпатија, ќе има многу конфликти во компанијата во тимовите. Така и ние во семејството, така и на колективно ниво. Така, кога веќе го спомена семејството, би сакал да споменам дека твојата мајка е од децата бегалци. Да. Во граѓанската војна во Грција. Да. И тоа е една огромна траума, нели? Ти си втора генерација? Јас, не, значи, ти си трета би дошла, да. Баба ми и дедо ми пребегале, а мајка ми била мало бебе. Значи, она била скроз мала, која што после била разделена од нејзините родители. На 7 години? Да, до 9 години. На 9 години прв пат ги гледа родителите. Значи, тоа е сепаративна траума, што мајка ми, ке кажеме, ние бебе ништо не знае. Да, тоа е... Како сега тоа се пренесува преку генерациите, да го објасни? Тоа е нервниот систем, епигенетика, кој сака може да чита, да не филозофираме на таа тема, меѓутоа нервниот систем е тој што ги пренесува информациите. Значи, не дека мајка ми ги пренела генетски, меѓутоа, например, јас ја знам баба ми, ги знам баба ми и дедо ми. Кога сум одела јас кај баба ми и дедо ми, баба ми била секогаш во црно. Секогаш се зборело за траумата, ние изгубивме тоа, нас ни направија тоа. Значи, јас сум порасната со загуба. Так. Јас сум немала лична загуба. Мајка ми цел живот, значи, јас сум ја гледала мајка ми како пробува да направи емоционално поврзување со мајка. Јас тоа сум го гледала, сум го живеела. Значи, каков е, јас исто, значи, мојот нервен систем го примал тоа, дека како е да се живее со емоционално недостапен родител. Јас долги години во мојот живот сум имала тага, која што не е моја тага. Значи, таа е наследена тага. Јас не можам да имам тага, пошто моите родители се живи и здрави. Ние немаме таква загуба. Се додека почнав да се занимавам со овие работи, да истражувам, и всушност во сите тие тренинзи што ги имам, неформално образование поминато, имам научено, и јас веќе работам со тоа, дека не постои само индивидуална временска линија. Мојот живот и тоа. Мојата индивидуална временска линија е поврзана со временските линии на моите родители. Тие се поврзани со временските линии, тука се пренесува емоционалното наследство,
А ние исто имаме колективна временска линија. Значи сите ние како единки сега носиме наназад од други генерации Апсолутно. и емоции, и трауми. И од општеството, во зависност од колективните трауми, како се живее во ова обкружување. И затоа кажувам дека енергијата овде е толку затруена и истрауматизирана, што ако не се превземат сега соодветни мерки, дека тоа ќе продолжи. На некој друг начин, да. Има ли излез од ова? Има, Од таа енергија? Да, има, Оно што го спомнавме. Да, индивидуална работа на себе, групна работа, значи тоа е многу важно. Ако јас работам со луѓе, а немам освестено, значи како мојот нервен систем функционира, немам искуствено поминато, надминато, не само мој... Да, надминато е веројатно многу важно во целиот процес, нели? Свесност, совесност за тоа, да можам јас, ако сакам тебе да ти помогнам, јас не можам да се асоцирам со твојата емоција. Сочувство сега не треба. Емпатија треба. Затоа што кога ние сочувствуваме, ако јас влезам во твојата тага, правам тригер на мојот нервен систем и на тагата на мојата, ако ја имам, на моите предци, значи јас не можам да действувам соодветно, дисоцирано и приземјано адекватно за ситуацијата во која што сум. Значи јас морам да имам техники, начини како јас да се дисоцирам од твојата траума, да бидам некој кој што го држи овој простор, да можеш ти да ги поминеш твоите трауми, да поминеш низ твоите процеси, а јас сум само тој што те држи и што те води. Не сум ја паметната или таа што знае се и се што, туку јас сум само твојата поддршка и имам знаење и свесност преку твоето тело, преку твојот нервен систем, да ти укажам, да ти помогнам, да те однесам во процес на исцелување. Многу ме интересира кој е твојот став некаде на крајот од емисијава. Социјалните мрежи се неминовни, тие стана меѓу другото информатори и така натаму, меѓутоа нели и тага и бес и гнев сето тоа го гледаме на статуси на сето тоа. И сега прашањето е како од денес, не дека нешто ќе се смени. Од сега до прва почнува работата нели на сите нас на оваа траума, меѓутоа сметаш ли дека сега ќе има осудување едни кон други и дека тоа некако ќе ја нарушува она емпатија која што велиш дека треба да имаме во овој момент. Бидејќи нели има едни кои што ќе скоментираат други, како можевте сега тоа да го објавите или така натаму. Како да не навлеземе во другиот, бидејќи претпоставувам она што го објасна на старт, секој има свој начин како се справува со оваа ситуација. За некого можеби тоа ќе биде да објави негова фотографија денеска од качувањето на Водно. И во тоа веројатно нема ништо погрешно. Нема ништо погрешно, апсолутно, доколку, значи, види, се е сега индивидуална совест и свесност. На тоа се работи. Меѓутоа, на некој човек не можеш да му даде, да го... тоа не се дава, да ти давам ја тебе совест и свесност или да тучам како. Тие луѓе најверојатно исто имаат некакви проблеми, конфликти или нешто им се случувало од минатото или не биле видени, не биле слушнати, па сега преку такви сензации, сензационални вести и постови да привлечат внимание сакаат. Значи тоа има друга позадина. Да, сега уствари треба на друг начин, како што е родителот во семејството, ако е совесен и свесен родител, кој што може да му укаже на своето дете што треба да се прави, како да го учи на вредности, така некој што го нема тоа од родителите, мора некој друг повисок орган да го прави тоа. Така. Мора системски да се гледа, ама свесноста и одговорноста е личен процес, мислам, не може тоа, само работа на себе, нема поина. Ако не може на себе, да се вклучат во некакви групи луѓето, значи мора да се работи на тоа поле, значи стварно нема бегање веќе од тоа, затоа што премногу жртви има, премногу, и не е само пожарот таму, секаде има, и во
во згради, не е регулирано по болници, значи не е тоа ќе се реши. Меѓутоа, дај да видиме ова друго. Многу пошироко. Емпатијата, свеста, совеста, одговорноста, тоа се клучни работи на кои што навистина треба да се работи стручно и на некое друго ниво. И секој од нас да се трне од себе си, нели па понатаму. Ма еве, гледаме дека не оди така. Не можеме и да препуштиме, еве, тргни си од себе. Некој ќе рече, па супер сум сега, што ми фали? Морам ја оваа вест да ја објаснам или ова вака да го кажам, имам револт во себе, окей, револт имаш, ама можеш на друг начин да го искаш. Не деструктивно. Така, приземјеноста и свесност, свесниот начин на кој што тоа се прави. Меѓутоа може, значи да се работи на тоа, има начин како, само треба да бидат вклучени луѓе кои што се на тоа ниво на свест и совест, кои што може да го работат тоа. Многу ти благодарам за денешното гостување. Благодарам и јас. Верувам дека беше од навистина голема полза. Многу работи не сме свесни понекогаш, нели што се и како се, кога ќе се случи на ваква трагедија, сите ние знаеме на различен начин во моментот. Нели? Верувам дека твоето искуство на некого помогна, ти си тука, работиш и на себе и со останатите, да се гледаме за убави работи. И отворена сум, ако треба мојата поддршка и помош, безусловно можам да ја дадам и споделам и да работам со луѓе, така да достапна си. Достапна си. Ти благодарам уште еднаш за крај на денешното издание. Знаете, магазин секогаш завршуваме со музика и овој пат ќе биде така, во чест на членовите на ДНК кои што починаа во оваа страшна трагедија, затоа што живеа за музиката буквално до последниот момент. Се гледаме утре, односно утре се гледате со мојата колешка Јелена.